Светите Константин и Елена. Константин е најстариот син на царот Констанци Флор и царицата Елена. Констанци имал и други деца од друга жена, а со Елена го имал само Константина. Константин е роден во Ниш на 27. февруари 274 година, каде што татко му, како висок римски службеник, тогаш бил на служба. Кога татко му умрал, во Англија во 306 година, како император на Западната Римска империја, Константин го заменил на императорскиот престол. Мајка му Елена, многу добра и побожна жена, го советувала да не ги напаѓа христијаните, туку да ги заштитува, затоа што тие се добри луѓе. За време на школувањето во царскиот двор, Константин со болка на душата гледал како царските војници ги мачат и убиваат христијаните. Кога станал император, тој раководел со мудрост и разбирање за сите поданици на империјата. Тогаш и христијаните почувствувале поголема слобода за своите верски чувства. Но тоа се чувствувало само во еден дел од империјата. Другите делови и натаму страдале. Особено тоа било случај во делот на Италија, што бил под власта на тиранинот Максенци. Не можејќи повеќе да ги трпат неговите насилства, во 312 година народот го повикал Константина да ги ослободи од тиранијата на овој владетел. Пред битката против Максенци, истата година, исплашениот Константин размислувал на кој бог да му се моли. Еден ден околу пладне, на небото видел нишан, светол крст и напис: со овој знак ќе победиш. Тоа го видели неговите војници. Потоа, следната ноќ на царот Константин и во сонот му се јавил Спасителот со истиот знак и му рекол да направи војнички знак како тој што го видел на небото, да го носи пред војската и ќе го победи непријателот. Утрото им го раскажал сонот на своите пријатели и веднаш повикал златари за да го направат крстот онака како што тој им го опишал. А неговиот опис бил следниот. На копје покриено со злато имало пречник што со копјето правил крст. На врвот од копјето имало венец од злато и бесценети камења, а на венецот првите две букви од Христос – ХР. Овие две букви подоцна царот ги носел на шлемот. На пречникот висела тенка пурпурна ткаенина навезена со злато и покриена со бесценети камења. На копјето под самиот крст, а на горниот дел од ткаенината биле насликани во разни бои ликовите на царот и неговите деца. Со овој знак Константин влегол во борба против Максенци, кој со силна војска бил утврден во близината на Рим и лесно го победил. Бегајќи со многу војници, Максенци се удавил во реката Тибар на 28. октомври 312 година. Царот Константин влегол во Рим, радосно пречекан од населението, затоа што го ослободил градот од тиранинот. Веднаш потоа донесол закон, познат под името Милански едикт, во 313 година, со кој го забранил прогонувањето на христијаните, им дозволил да градат храмови и во нив да се молат. Тогаш голем број христијани со лични средства изградиле цркви во кои се молеле. Царот Константин среде Рим подигнал споменик на овој знак, со што означил дека тој е чувар на Римската империја. Подоцна изградил и статуа со својот лик со крст во десната рака и со напис на латински јазик:
Со овој спасоносен знак, што е сведоштво на вистинската храброст, го ослободив нашиот град од јаремот на тиранското владење. На Сенатот и на римскиот народ им ја вратив слободата и поранешниот украс и сјај. Но тогаш тешко се разболел, а лекарите му советувале да се избања во крв од заклани деца, што тој го одбил. Тогаш на сон му се јавиле светите апостоли Петар и Павле, кои го советувале да го побара епископот Силвестар, кој ќе го излекува од страшната болест. Царот ги повикал христијаните и ги прашал дали имаат богови што се викаат Петар и Павле. Тие му одговориле дека имаат само еден Бог, Исус Христос, а дека Петар и Павле се светци што нему му служат и дека маченички загинале токму тука во Рим. Царот го побарал епископот Силвестар, а овој откако го запознал со верата христијанска, го крстил, пошто и болеста исчезнала. Така царот Константин бил првиот римски цар што бил крстен. Според друго предание, царот Константин е крстен во Никомидија, непосредно пред смртта, иако христијанската вера ја исповедувал од многу порано. За време на својот живот, царот Константин изградил повеќе цркви, а тоа го направила и мајка му Елена. Уште два пати царот Константин имал чудни визии со честниот крст и двата пати извојувал значајни победи, една против скитите на Дунав и една против византиците. Кога победил и во битката со византиците, изградил град на Босфор, кој по неговото име е наречен Константинопол, Нов Рим или Цареград. Кога настанале потреси во црквата поради дејствувањето на еретикот Ари, царот Константин го свикал во Никеја првиот Вселенски собор во 325 година, на кој било осудено учењето на Ари и победиле вистинските принципи на православието. Мајка му Елена е заслужна за пронаоѓањето на светиот крст на кој бил распнат Исус Христос. Првите 3 века по Христа не се знаело каде се наоѓа крстот Христов. Се предпоставувало дека е закопан во близината на неговиот гроб, бидејќи според тогашните еврејски обичаи, крстовите биле закопувани во близината на гробовите. Царицата Елена наредила да се копа околу гробот Христов, но таму нашле 3 крста, бидејќи во близината били и гробовите на 20 разбойници што биле распнати во исто време. Тогаш се појавил проблем. Не можеле да дознаат кој од трите е Христовиот крст. Во тоа време минувала погребна поворка и царицата Елена наредила мртовецот да се стави на 3 крстови. И се случило чудо. На еден од нив мртовецот оживеал. Тоа било знак дека тоа е бараниот крст, врз кој бил распнат Исус Христос. Кога затоа разбрале жителите на Ерусалим, потрчале да го видат крстот. Но од големата турканица што се создала, не можеле да го видат, поради што владиката Ерусалимски Макарije неколку пати го кревал и спуштал крстот, вртејќи се на сите 4 страни. Во тоа време народот се крстел и пеел: Господи помилуј. Потоа царицата изградила голема црква на местото каде што бил распнат Исус и каде што подоцна во 326 година го пронашле крстот на кој бил распнат. Царицата Елена умрала на 18 август 327 година, во 80-та година од животот. Според некои сведоштва, умрела во Палестина, а по 2 години моштите биле пренесени во Цариград и биле погребани во црквата на светите апостоли. Аџијата Антонije видел во 1200 година дека телата на Константин и на Елена лежале во еден гроб. За чудата што ги правеле моштите на Елена многу се раскажувало на запад,
особено во Франција. Според други, Елена умрела во 326 година. Незиното тело било погребано во Вија Лавакана, во Рим, а подоцна било пренесено во Цареград. Константин 10 години ја надживеал својата мајка. Умрел во градот Никомидија на 22 мај 337 година по 32 години царување, кога имал 65 години. Според личната желба, неговото тело било погребано во специјално за таа пригода изграден гроб во црквата Свети Апостоли во Цареград.